Почитувани граѓани, мои пријатели, денеска илјадници семејства во Прилеп во духот на традицијата го чествуваат празникот Свети Никола. Меѓу нив е моето семејство, мојата фамилија, која што има чест да биде домаќин на годинишната прослава Свети Никола во нашиот град. Благодарам, што ми е посебно драго. Но сега сакам да ви се обратам како градоначалник на сите граѓани, без оглед на верската, националната, политичка или било каква припадност. Годинава, мои сограѓани, општина Прилеп, вие сите овде заедно ја чествуваме градската слава во духот на еднаквоста и на хуманоста. Посебно ова сакам да го потенцирам. Во духот на еднаквоста и на хуманоста. Ќе чествуваме овде на едно место, без поделби, без избрани и обични граѓани. Ќе чествуваме заедно сите и овде. Ќе се дружиме овде во центарот на градот, во оваа празнична трпеза, сите заедно. Ние сме сите граѓани на овој град. И правото, и привилегија да го чествуваме овој празник ја има секој граѓанин подеднакво без разлика на се. Во духот на патронот на Прилеп Свети Никола, кој што е познат заштитник на морнарите, на сиромашните и на децата, општина Прилеп својата грижа ја насочи кон граѓаните со болест и ретки болести, децата посебно што имаат ретки болести. Средствата што деновиве ќе бидат собрани од крајот на традиционалниот хуманитарен светениколски турнир Румал фудбал ќе бидат доделени на нашите граѓани, на децата со ретки болести, меѓу нив и оние што имаат цистична фиброза. Само да подсетам, минатата година собраните средства ги наменивме за отварање на дневниот центар за детска парализа, церебрална парализа. Овој центар сега веќе успешно работи неколку месеци. Општина Прилеп годинава иницијатор и на хуманитарната акција Подај рака, биди човек, што ја реализираа волонтерите од Сдруженијето Епилепсија Македонија и од Општинската организација на Црвениот крст. Донациите од граѓаните во неколките маркети во градот беа спакувани и со помош на стручните служби од меѓуопштинскиот центар за социјална работа, овие хуманитарни пакети веќе се наоѓаат во семејствата во нашиот град кои се соочуваат со сериозни социјални проблеми. Помошта пристигна во вистински раци, далеку од објективите на камерите, без помпа, без популизам. Бидејќи вистинската хуманост нема цена, вистинската хуманост нема име, вистинската хуманост има само срце. Според тоа, имајќи го предвид дека бројот на социјалните загрозени семејства во Прилеп е голем, ве повикувам сите вас во духот на хуманоста, секој кој може и колку може да подели храна, облека, потребна помош за нашите граѓани, колку што има можност, се разбира. Сите заедно да ја прегрнеме со хуманост, со љубов и почит нашата заедница. Да покажеме искрена грижа, топлина и разбирање за сите наши граѓани. Да го зачуваме нивното достоинство, затоа што тоа преостанува кај тие сиромашни граѓани. Тивко, нечујно, помошта да стигне на потребната адреса, да не дозволиме стравот и предрасудите да не поделат, давајќи го најдоброто од себе, да градиме заедница со капацитети за брзи и квалитетни промени во нашата заедница. Со почит, искрени и добри намери, пријателство, меѓусебна љубов и емпатија, да градиме заедница со вистински вредности. А овој ден, од оваа година, нека биде ден на хуманоста на Прилеп. Нека е честит празник и да е за многу години. Почитувани мои сограѓани, драги прилепчани, денес е Свети Никола.
мојата семејна слава, нашата семејна слава, меѓутоа и славата на нашата општина. Во името на заедништвото, со почит, со љубов, со подадена рака, со чиста мисла, со големо срце, денес да го прославиме овој свечен ден. Ве поканувам на посната трпеза која е поставена во центарот на градот, заедно да го чествуваме овој Свети Николски ден. Голема чест и големо задоволство на целото мое семејство, значи Виолета, Илија, Бобан, Давор, Илјана, Јасмина и нашите две внукички Максима и Иринеја се домајчини денес на градската слава Свети Никола. Честита слава Свети Никола на целата општина. Честита слава на фамилијата Јовановски. Благодарам до фамилијата Јовановски што ми е даде таа чест да имам да го имам кумството за наредната 2019 година. Чест ми е што јас и моето семејство имаме привилегија за наредната 2019 година да бидеме домајчини на една богата трпеза што ќе организираме заедно со општина Прилеп. Ве поканувам сите наредна 2019 година да бидете присутни тука на овој плоштад во општина Прилеп. Пораката од денешниот ден е да го следиме примерот на Свети Никола, архиепископот, Мирликиски чудотворец, патрон и заштитник на општина и град Прилеп. Имено неговите добри дела, неговото правило за верата, да ја штитиме верата наша света православна, исто така да бидеме образец или пример на кротоста, да бидеме кротки, да бидеме честни, да бидеме достоинствени, да бидеме дружелюбиви, да болката на другите да ја прифатиме како наша болка и тогаш ќе се измириме. Тоа е начинот за измирување меѓу сите нас и така натаму, и секако да бидеме ние, како што и тој бил учител на воздржувањето, воздржувајќи се од се што е непотребно, односно што е штетно за нашето спасение, на тој начин и ние ќе се спасиме и другите ќе ги спасиме. Посебно апел до младите да си ја возљубат татковината од се срце и се душа и да не одат надвор од татковината поради, како што веќе и кажавме во нашиот говор, заради уживања, заради големи богатства, заради модата или помодарството да се биде во странство и така натаму, и заради желбите да се покажеме пред светот, а да се трудиме да живееме според потребите, основно да сме задоволни со основните услови за живот.